Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово, емисија број 226. Денес имаме интересантнога соговорника, позната кумановска личност, Трајко Крстевски. Али на почеток, обичаено, како што е ред да го поздравимо нашега спонзора, нашега вернага пријателя на емисија, тоа е туристичка организација Златибор, која дава стварно голему подршка на овоја емисија и јас им бескрено захвалам. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Како што кажа наши ваш гост е Трајко Крстевски. Трајко, пред све здраво живо и како си? Фала на поздрав, добар е, не е лошо, идемо. Сега си веќе у пензију поодамна и Да. дан ти е веројатно испунет, имаш активности. Мако ќе го измениме концепт на емисија, леве с вас. Пуно луѓе се жали, вика ќе остану, вика у пензију, вика многу ми е досадно, многу ми е тешко, нема што да праву. А друг вика, па јас одморил си душу, вика, после толку години работање и сега ми е, вика, релакс. Тебе како ти се го пензија? Па добро, ја да не кажу задни 20 години не сум имаја фиксно работно време за да кажу чекам од вај пензију за да имам слободни данови. Така да тој не сам го сетија да биде страшно ќе идам пензију. И така да Не сега сме тие трагично сега да Па кажем. не, па тој Тоа е процес природен, процес нормален тек на живот. Така да имам ја пуно, сам си ги измислуј активности за да ни биде да не исполнат. Поврзано с некои обврски около дома, около деца, да кажу. Така е. И плюс тој ми оставава малку од кошарку, спортски дух, да шетам, нон-стоп сам. Ето сега ќе те прашам, препорука на пензионери кој ќе остане од свите стручни лица, вика, дека мора да биде активен и физички, и било како, едноставно да не се затвори дома, да не седи, него да си има едну динамику на живот. Многу е важно тоа за психофизичку рамнотежу. Да. Еве, мене дојде ми 8 сат, 8:30, јас знам и скачам, без разлика какво е време, ако имам обврске, нормално си терам обврске, ако немам обврске, се си прошетам, па си лево, десно, имаме сестра, посету ги имам пут неделјно, па на враќање си пазару, па си измисли, имам си кутре, малтезерче, 15,5 години, кој што ми, и он диригира некои работе, пошто
Да, мора животинка, мора да се чува. Животинка, земаја си га на душа. До душа жена га зема со сина, ама на мене ми е на дел. Така е. И така да, у принцип, многу не ми е досадно, макар што ми фали, да кажу, тие некои обрски спорено проба со октет, така ми е сметало кад сме имале, наступи су ми биле важни, сега би требало да имам. Така е. А исто многу е битно да ни кажеш, еве, ти си имаш некој маршрут, например, на одење, идеш до Кејв, па на други краеви у Куманово одиш, правиш поголеми кругови, така ли? Па право, не многу до Митев мост, па си заврту, тој ми е по планетура, а дневна тура ми е низ град. Да. И така да до вамо, дали до Соколану, дали тие зависи што врски имам, пошто една жена ми још ми е у работа, но до суд иди, до адвокат иди, до овога, до нога, и јас сам брза пошта. Сап. Прво тој завршил и ондак си тера моју тој дневну активност. Али треко многу е битно да кажеме дека еве ваша супруга е доктор. Одење, вика е клучна работа за здравје, за скрмни судови, за циркулација, jer човек ако не се движи, атрофира мишичи, старост и све друго. Тоа е една страна и плюс тај збориме го психофизичка рамнотежа. Ти си кад се изодиш, опуштиш се. Да. И онда ти треба, мене 20 минута ти треба, вземо нормално нешто, водичко, сокче овамо, опушту се, испружу се и да се активираш поново, пошто треба да се смири организам и онда ти идеш дале. Иначе не треба ни да се претерува, ја може се и после осетиш слабост. Да. Иначе свак си знае колку може и колку треба. Колку му е моторика на организмот. Па, да. сигурно. Така да. Али, еве ќе те прашам па да пројдемо на твој животен пут, каде си роден. Имаше некој посебно овој начин на исхрану? Бика луѓе кад се дојде во тие години треба да пази што еде и тако е. Па ја имам многу едноставно начин на исхрана. Пред 10 години синови нешто мусли, пусли ново нешто и ја као, ја да зему мусли за доручак, али за доручак мусли мене ми е малко. Пошто изедеш мусли и веќе за 2 сата си гладан. Да. И онда ја га мусли префали за вечеру. Да. А за доручак си еду салатичко, патеџанче, сиренце, вамо, маслинка, пиперче. И онда тој ме убаво држи и ради оврски према куќе, он веќе после 11 сат тражи да руча. Тако е. Ај тако е да и ради njega, ја многу рано ручам, 11:30, 12 сам веќе завршил со руча. Тако е да и многу е важно што едеш, а и колку едеш. Зашто вика ништо не еду, а здебели се. Молим. Колку едеш и колку трошиш, тај баланс. Така да, многу е важно кад едеш, ставиш што треба да изедеш, мислиш количину и батка толку. Сега не, ставу ја јогурт, едеш и салами и колачи. Све, да. И едеш и гледаш телевизија и не осетиш нити колку си изеа ништо и после мука ти е или не е битно да се здебелиш, али не ти е пријатно. Ако ја знам што треба да доручкуј, ставу си доручак, тој ми е доручак, да не кажу како во ресторан. Изеду си ги и убаво се сеќам. За ручак исто. Манџо, викам, ставу си колку што треба, ама има још толку, абе ја можу све да изеду. Али после осеќаш мука ти е не толку естетски, колку мука ти у стомак. Зашто? Едеш колку ти треба да едеш и колку трошиш ти. Тоа е најважно. Преко како човек, сакаш некаде да спиеш вино, ракију, нешто? За разлика од мојега татка Жико Шварца, кој е кафански човек. Ке збориме за него, не бие голем боем, да. Боем и кафански човек. Ја да ке вика Тибен да не си на Жико Шварца. А можда и тој има и за пушење цигаре, и за пиење, баш у тие години тинеџерски, ето играше кошарку и имаше некој нормално тинеџери, амбиције, кариера ќе правиш и онда други до пушесва се мангупирасва, ја никако цигаре не. Иако татко ми и сестра ми сработали монопол. Да пиемо нешто, не, јас сам избегаваја, не од тој што сам се плашија, ама у реду е да пиемо нешто со повод, седемо нешто по повод, па едну чашку или било што, да наздравимо. Ама сега нема што да правимо, и сега ајте фрлимо. Се напивamo, да. Ама тој мене не ми е јасно, никад нема ни да ми биде јасно. Тој и с деца кад справимо обед, колку можеш да и кажеш, они па си тера.
пошто они су наше огледало, деца, Така али е. доволно да му кажеш и онда си мисли, па ако нешто и да погреши, па му кажеш, батка, Како викам кумановци, викам, свака седенка, свако пиење, свако меѓење е добро и сладко уз добро друштво. А ако седнемо сек да пиемо од, да кажа сега условно наводници од проблеми, тој не е ништо, тој нема ефект. нема и ништо, само нема што да правиме, ај ќе пиеме. Да, да. Абе, ја можу да пију, каде мене не се троши и каде мене има колко. Ама гледам, немам разлог за тој. Немам разлог и Тој не некад ми е кад се убаво. јави желја, да, Ама испиеш. добро, неделја, ручак, ај било што. Има дали Чашку, ораховач, имаме убави ракија, па дали узом, чашку, с повоз, с мерак. Така. Ама не сваки ден и не знам што да правам, ја ќе пиемо. Ама добро, свак нек си прави како си сака. Тако е, Ја свак не си одлучuje за себе. Па, фала Тоа е. Богу. Кумановци се препознатливи по своји надимци, али треко твоја фамилија, односно твој татко, мако ќе ни каже за njega повише, има е надимак Шварц. Еве и вас ке ве прашам, од куде те надимак Шварц? Ако знаеш, ако си чуе сведоштва на... Ја, право и не знам колко е, ама интересно е што и татко ми се вика Жико Шварц и чичко ми најстар, што е он 13-то роди, татко ми 20-то, и он е Пастоле Шварц. Добро. И они двојца се Шварци се, а не ми е јасно мене до тега. Али сви ga идентификуваат кој Жико Шварц. И онда повржуваат го с тие друштва, с седенке, с правење свакакви зезанци. Кумановци теревенке. И теревенке, и да не кажу и по град, и по гробишта, и по свугде су правили они ексклузивни работи у тој време, пошто они не су имали друг начин, да не кажу да се занимава, а плюс тој време било, ми смо били 4 деца, 4 деца смо још, смо живи и здрави, и онда тие дружења су му било како вентил, да може да функционира. Пошто е... Ја, еве сега, кад сам у возраст, кад сум и деца у Скопје, све средено, све вамо тамо, па имаш обврске и гледаш да се прилагодиш. Не су некои кој знае какви, али мораш да се прилагодиш према дадена ситуација. И тоа е приказка. Сега ми ти покажеме слику од твојага татка и мајка, па арете како и сви што ги прашуи вас ке ја прашам, како се викале твои родители и да кажеме некој збора за нима. Еве, татко ти се викае Живко. Жико Шварц, дедо ми бие Блажо кебапчија пред рат, правиле су кебапи, тој кад биле ресторан. Баба ми Руса, она домаќица е била, и мајка ми е благородна од Синичарци, позната Синичарска фамилија, они су биле с вино су произведувале, овце су чувале голем број, по тој ујко Миколе, по тој се занимава, од кој имам ја таму 4 братучета кои се веќе покојни, нормално, бе возрастна група, и ујка Бориса у Скопје се имаја, од кој е мајку. А каде татка сам им, многу су биле деца, они су имаја сам, уствари, 4 чичковци, с тога што е, чичко ми што е погинаја. И 2 тетке, они су биле 6 деца. Кој чичко ми Столе 13-ту, Драги 14-ту, татко ми 20-ту, тетка ми Верка, исто она била партизанка, 22-ту, чичко ми Трајко кој погинаја 44-ту на Треско у ноември, ја чиво име носу, он е 27-му, и 30 година е тетка ми Горда, која е па починала после земјотрес од друг болест, не е нормално. И тоа е таква приказка што ми смо доста широк фамилија, за разлика од сега како што се дешава, и сви су на некој начин су се поштовале и дружиле, и така да јас сам да све тоа гледаја, нормално мало дете, ама гледаш с никога, татко ми не бие лош. Така бе бие човек. Човек дојде у Скопје, чичко ми и тетка ми су живееле, они кога ќе дојде на гости ми узбуна, да дочекаш, да ги испоштуеш, да... Башка ми, еве ќе спомну 63 година земјотрес, кога се деси у Скопје, чичко ми војно лице беше, на кај 13 ноември Кула тамо живееше, ради земјотрес. Ми смо живеле у, не кажа, на Иво Лола Рибар, над Ималицки Ан, Чеđilnicu горе на Спрат,
Ми смо живеле 4 деца ми, с бабом и таткам и мајка ми, и од Скопје чичко ми, стринка ми и 3 деца njini. Едну годину смо живееле у 4 соbe. И тоа е таква прика. Такво е било и сви се чуди како е бе. Тоа е реалност. Нема што да прашаш, немаш куде друг да ти каже бе нема место. Има место кад сака. И тако е да сега преко прашам неколку збора за твои родители. Кажа ти твој татко бија воен, мајка ви е работала у ЧИК цел живот, али карактеристика увек у фамилију превагне еден. Еве вас ке ве прашам, кој бија построг, татко или мајка? Па нормално у такву голему фамилију е татко. Татко е извршно команду, макар што јас сам бија на некој начин привилегиран, на свак начин. И однаш што да ми се пружи, да овој, на некој начин тоа е и позитивно негативно, као јас се можам. Вие си поштедино мушко дете, мора тако да биде. Да, и па прво све што ќе се даде прво на мене и на бабу. Аха. Па после да си остали. Да, да. Тако е време било и тако е да татко ми пружаја максимум на свите. Еви на сестре ми, кажа го, Андица, Маргарита и Надежда. Да ги, извини, да ги поздравиме сви три сестре. Да, да ги поздравам. Поздрав до њима. Они су живи, здрави, да су дуговечни. У Куманово, да, У Куманово живи. Баш Андица туј на Лесковачку, Марга на Плоштад, Надежда е куде Соколано. И тако е да они су, татко ми максимум сакаја да пружи на свите. Ево, одма, сви сестре су училе стручни школе, најстара техничку градежно Скопје, одма, и они бие у ситуацију да одма го запосли у комунално општину. Средна хемиску Велес у монопол лабораторију. Мала лаборант заврши средњу, одма у болницу у лабораторија. И тако е да он полека ги растеретуе се, едино јас сам бија како најмал, студирај сам нормално и они су после студирале вандерно, виши и високи, али у прв момент не можеш 4 деца у тој време да финансираш студирање. Да. Јас сам бија отворена карта да ти што сакаш може. Тако е. И тако да тој сам и ја го користија, али не сам многу злоупотребуваја пошто не ти треба превише она што. Да го споделиме искуство. Многу искуство има такви, таткови имаја такво лошо искуство. Они бија, да кажу, депортирани у Бугарија. Да. Непријатна ситуација, бија одсутан и тоа го веројатно многу тешко преживеа, али борија се, успеа да обстане и па се вратија назад. Ама тоа е период на време био кога он е 2 пута присилно депортиран на присилно работа. Вике не ќеше намерно да се експлорира у реку каде се песак работи присилно и он е 2 пута бија присилно интерниран и он е па искористија и свако време има тој. Чичко ми драги што официр, он го земаја Марета Бирбошку, 42 има свадбу и време на рат и сега на некоја Бирбоши су имале некој логистици со бугари. Да. Искористи го некој логистику да он ипак га вратив, а он кад се врати од Бугарско он отиде у партизани. Пошто тоа е реалност наша, немат за бугари, така да од еве на Куманово Вески од наша куќа се 4 партизана. Татко ми, чичко ми Драге, тетка ми Вера и Трајко покојни, кој е најмлад, се 17 години и он на некој начин такој погинаe на Треску. Млад човек. Млад човек и знае се дека на Треску се дешавало свашта. Како су наши млади и борци погинале, неќу да улазам у поединости, али факт е тој. И тако е да ја после 3 сестри што се родиле, ја кад сам се родија 4-то 55-ту годину, баба ми, татко ми, одма име Трајко, така да ја имам и споменицу на моје име, не е тој за фалење, у смислу на што починат, али они ти го наследуеш тој на некој начин. Наследува име и така си се чудиле Тони, Зоки, Поки, а ти Трајко. Па добре, не ќе да објаснувам, ама тоа е реалност. И така е да вика сме ми некои чичковци, ти не си Трајко, ти си Трајче, кога ќе пораснеш и бидеш Трајко. Али мора да кажемо дека еве татко вие преживеа, може да кажу, Голгото. Да. Вие цврст останае, што вика, на ноге Кумановци, па се вратија и
тоа е стварно за поштовање, jer puno ljudi ne su mogli da ga izdrži, to i padne psihički ili gi utepava ili završi loše. Да, бие он познат по тој упорност и да не кажу и храброст, пошто он у тие времења су биле специфични. Он, да не кажу, до пензију ише на работу и ноше носијатар. Ми се чудесно. Он имае разлог. Пошто, например, на празник 1. мај ни доваѓа сва еден двојца албанци još на Горичица, как? Чисто само да му честита празник на Шварца и да му каже фала што не ги уништија, него дозволија да иде дале.
Ја уствари роден сам на Лола Рива 35 на инвалидски јан, со тој што таму сам живеа 10 години, пошто татко ми и монопол и мајка ми учик, онда купи станкарши болницу да биде поблиско да работу. Да објаснимо треко тачно куде ти си роден на Иво Лола Рибар, тоа е 35. со как овој на На Горички. Горички стокак, да. Тоа е прилike куде да се куде е Кобра ресторан и што е Не, погоре од Кобра, Линка што напри зграду. Линка туја, значи ти Па си тај туја. стара куќа. Сега е Туј сте ви лоша. седеле? До Манушеви. Аха. Манушеви исто тага беше многу убава куќа. И тај војна зграда што го направива, тага вика смо војна, 60-ту годину. И ми сме изврснале туја. Доле имаше нон-стоп чејджилнице, доваѓа се на чај, имаше снукер, билјард, ама тага со скекле си играше. Не е како сега гледам с дупке. И тако да... И мало е мајстори туја на билјард. Да. И тако да тога смо, тај улица беше нормално калдарма, не е било како сега и не е мало фреквенција. И тај улица сваку среду било како некој пазар, цела од плоштад до доле, до млин, цела улица била пуна, доаѓа во село с магариња, с коњи, вамо до наса, продава робу и после враќа се назад. Тој е било како пазар, пазарна Да. улица. Тој не може да Мало е активности, да. Па да. И тако е да... Некој од збора да ни каже за твое детство, али прво комшија да ги кажеме кои сте биле тие куќе блиски, кои су гравитирале према вас. Па добро. Еве да ги спомнемо тие луѓе. Да. У исту зграду што смо седеле на инвалидски јан, позади, пошто имаше пролаз, живеше мачка. Мачка, двајца браќа и сестра помала, моме мачка, друг име сам му забравија. После на нима Сола се викаше, тај татко му работеше у Бисерку. Сола. Да. И туја Карши седеше Мир подоле, Карши зграду у куќу, Димче од Кратово, на Силекс, роѓак братучет на Зингу. На Зинга. И Мирко, а овамо под зграду у тој куќу старо живееше Ваце, да кажу жена, с Јагода, медицинска сестра беше и имаше он Марјонка, женско која тој деа во Австралија, она се дружише с мој сестро, најмалу, и плюс још 2-3, они пуно деца беа постари, и име не ги знам, пошто јас сам бија малеца камо. А на Димитар Влахов на почеток Будимир Доцевски, што он живееше на единицу и моме исто Доцевски, овој момчило адвокат што е. Па после до njega седеше Станиша, Нише и Миле до njega, па Карши Пеко се викаше и Благица, постара сестра, и тако е да, и погоре туја моме се викаше, он туја моја генерација работеше у ДИР, и тако е да, тие су углавном тај друштво. Тие што биле луѓе, да. Макар што ми смо биле, ја, Будемир и моме, смо биле туја блиско генерација, овие други сте биле блиски, неразделни сте биле. Да, па добро, туј е мало, туј не мало, занимавале смо се, играле смо си фудбал. Се како деца, да кажеме дека во тоа време нормално сообраќај не е мало. Ви сте као деца играле тој навор, топку сте играле, лопови, жандари, джелик, тие игри кои су биле во тоа време. Јасно, све тој, дојде зима, па снег, тага имаше пуно снег, па одгора со санке, скроз доле идемо, тоа многу било интересно. Доле до крај, до боле... Туј е близко центар беше, ја тага млад, 8-9 години, ролшуе сам озија на мермер, тој беше догаѓај. И за данас нормално, ама тога беше догаѓа, возиш ролшуе и тако да, уствари ми смо изврснали и у малу, а и на плоштад, пошто тој е 100 метра. И тога немаше ни фреквенција, ни живеале смо сви с комшија и појоде. И тој треко, еве, и други гости кажуваат дека во тоа време стварно имало многу снег. Да. Вика кога ќе падне снег по 30 дана не се топи, трае Да. и на некој начин ваздух ќе бие чист, не имало бактерии, не имало вируси, за разлика од сега, али тоа е друга тема. Најверни другари од малост ти, како што кажа, Буде, брат му Моме и још некои луѓе да споменемо кои се те биле такои од мало доста верни удружење. Дружиле смо се и не е било проблем, макар што ја пошто сам бија најмал, кога ќе се појавеше тој Мирко малку нешто као малку нападан, мене сестри су ми биле као заштита. Јас сам бил мал. Као бодигарди. Да. И нарочито Марге нешто види, нешто ми прави проблеми и она каже ги само не се играте со Страјка, со мене ќе имате работа. И као сестра. Така и да,
Јас сам туја, да не кажу, до 10 година седеја, после сам се преселија Карши болницу, што кажа, у тој зграду со 3 улаза, каде таму па нови другарства, малеца сам без 10-11 години, и тамо се преселимо свите, тамо нови комшије имам. Тамо кои се биле другари од тој период? Па, Карши ми беме у други улаз, каде беа само 2 стана на спрат. Карши беше и Цегубишан. Губишан, да. На други спрат Огорелци, Стевиц за моја генерација у школу и Веселин. Под мене Слободан Божиновски Цове, кој е на први спрат е Аце Русевски, Драган, Гоце, Буше, Драгица, Русевски су седеле, а од друга страна од Раца, од ФЗЦ имаше 2 ќерке. Најгоре беше Секирарац Блашко. Да. И Симу Цобе Секирарски. Симу Цобе што беше началник на полиција, тели? Не, оваа жена му работеше у полиција, он работеше у Житомел. Блашко Секирарац, знаете. Горе, најгоре Живко, па овој директор на Житомел Шкурто. Шкурто, да. Он на 4 спрат со све ќерки, така да комшије многу добро си живи смо, комуницирам смо подобро, 2 стана на спрат, нема многу гужва, а одзади бева гаража, има смо кош, направимо си кош, и туја да не кажу, први тие кораци си ги прави смо одма, поза зграду, кошако си играмо. Од стан право на игралиште. На игралиште, и така, и чекаш да искочи еден, и одма сви се соберемо тие што смо по тој. Али омилена дестинација ви е трајко било, да кажу, 300-400 метра погоре, чувени дом Јана. Да. Таму су многу кумановци израснале покрај топку, покрај баскет и веројатно ви сте како деца од малу ишле таму да спортуете. Да, свако да не кажу попладне, кај нас не е тоа е малско загревање, а главно беше у дом на Арм. Иде смо и така да има смо си ми 5-6-7-8 души што стално идемо, на пример Чедо Перлочанац, они после и тренираше кошарку, па Мусо, па пуно доваѓа се и од друга страна. И така да дојдемо ми. Увек е било гужва, да. Па увек гужва, за кошарку се знае, ми смо туја како доматини. Туј се играше и рукомет, играше си и жене рукомет играса, туја турнири имало. Турнири. И така да тоа е уствари вентил е било на нас, знаеш, многу блиско, и сваки ден отидеш таму, па после кад веќе дојдеме у фазу после 17 година светско шампионат све има Југославија, Лјубљано, онда почнамо и да тренирамо, да идемо у Соколану, пошто ми пораснамо, да кажу, и висински, за тој време бемо високи, сега не смо. Така, и почнамо да тренирамо кошарку. И добие си надимак Трајко Рајковиќ. Да, од Мусо, пошто... Чувени Трајко Рајковиќ, за жал он е починат одамна. Да. И така али он е бие у саставно на чувenu репрезентација на Југославија, така би на светски правац. Да. Еве сега Трајко да пројдемо на твои школски дани, кад си почнаја од најрани. Јас сам учија у Карпуш. Еве го слика. Таа е уствари у Забавиште. Ќе го покаже камера. Овдека кој се на учителка? Учителка е Сонја се викаше, мислим, на Звонка Јосевскога мајка. Еве га и он е туе Јосевска генерација мој беше. Еве јас сам до саму учителку. Па имаше овој Цобе, па имаше Мошо, па овој Цврцли беше, па пуно сам ги изумија сам ги пуно, да не кажу овај Олгица се викаше. И така да ми сме имале Забавиште кој е пионерски тамо беше едно Забавиште. Тамо е било така. Забавиште и као у школу сме биле и многу сме биле важни сме биле што идеме у Забавиште, интересно. Да. Еве друга слика. Ова е веќе кад си веќе у основна школа. Да. Тоа е учител не бија Видое и овдека веќе да не Видое бија Кумановац, тако ли? Да, Видое бија Кумановац и овдека су тоа е веќе ми смо трето деление бија, четврто, кој да не кажу, не смо биле големи, ама у однос на Забавиште големи смо. И тој смо биле, например, еве го Гордана Пешевска, па Чедомир Трајковски, па Нада,
ми прави Сенко. И Светлана, puno ги има. Имаше туја доста Бузле, Роми, туј близко до Карпуш, тај Сокаче имаше циганско. И Зоран Андоновски седеше на Тане Георгиевски исто. Така да И многу други, да. многу други, така да. Што може да ни кажеш, Трајко, за твои педагози кои су те и тебе и други генерации училе, давале своји права со живот? Они су биле фактички што е истина како други родители. Јас сам увек имај респект, нормално. И доста имај некои амбиции, знаеш, не сам кој знае што, али сакаја сам да се докажују. И, например, мене професори су ми биле Даштева по биологију, па Богослав по српско-хрватски ми беше, па после Трајан ми беше по историју, па професори кои бева други. Ти си учио основна школа, да кажем, У Карпуш. У Карпуш. Таму каде после Дом на култура до цркву, тага беше зграда. Така е. Така да, тага многу се, ту имаше и игралиште, ту играсмо рукомет за школа. Кој ти бија професор по физичко, така дали ли ти бија? Не, Оливер, не, професор Оливера. Оливера на момента Чагета жена. На Чагета жена. Добро. Она, а класан ми беше Чаге. Моме Чаге. Моме Чаге, он по ликовно професор и... Еве го, тој слика, Моме Чаге, професор по ликовно. Да. И он имаше, такој беше, такој, еве га до njega е Тунтар, он после отиде у Врање да живи, еве го Лидија, после бина Христовска, колешка, па Љубинка Максимовска, па puno имаше Трајче, именјак мој. Тунтар, колко време живи у Врање? Подамна он, тага, он живеше тој испод банкото Сокаче, каде е Варџиску мало. И он од увек беше такој специфичен, малко... Он што работеше? Он не беше, не, војно лице не е био, не? Не, он беше специфичен, он беше повторија, малко постарена генерација од нас, па с нас учеше. И ја не знам што е работај. А доаѓа ли у Куманово, видуете? Не сам видео, не знам он дали уопште жив, пошто njega и njegova и сестра, што живеше ту и она почина, знам го, туја кој Варџиски проваѓам се, пошто сега седну на Октомвршка, туј ми е како кратка релација. И така да, добро, тоа многу години су прошле, сакам ти кажу. Да, он веројатно си одамна оцелие. Да, оцели се и не знам, и изгледа и чудека и починаја. Да не... Добро. И така да... После основна школа треба видите у гимназија. Да. По кој знае кој пат ќе кажеме дека гимназија е била стварно прав пример и репер за едукација на генерација. Не ги подценуваме други школи, меѓутоа гимназија е било школски бренд на град Куманово. Да. И туе се тражило знање, увек квалитет мора да има свак ученик, не е имало прошка према никога, па чак се дешавало пуно луѓе, деца, генерација да падне заради еден предмет и едноставно кажемо не е имало милост. А овој прилика ти да ни кажеш у гимназију се запишуеш 71-во, тако нешто. Да, 74-то матурант беше, да. Ми ти покажеме на фотографија, во е веројатно од 72-го е. Да, ова е од гимназију, 20 мај пише. Да, 72-го. И таа слика, еве ја, например, на Шишка син Пепи, па Звонко Јосевски, па Орозови Чедомир, па... Драган Даравела био ли? У прву годину беше, он после у друг клас учеше, Мошо Бојковски, Лидија Јовановска, тага беше докторка, после на банета сестра. И такој да Виданов беше постар, с нас учеше, иако беше постар. И Јагода Николовска, она покојна е на овога новинара ќерка. На Спирка Николовска. На Спиркова Николовска ќерка. И такој да
Драган Стојмановски и он е почнал Трајковиќ Ќуп. И он работеше оштину. Зоран Веселиновски исто колега бемо и сви бемо ми класна ни беше на Пепита мајка Христина по професорка по француски. Прво 4, а од втору годину после се исподелимо. Ми отидемо у математичко, некој у јазичен смер и така да поделимо се нормално. Така мене главна преокупација ми беше кошарка. Многу амбиции имаше. Ќе кажеме дека ти си од увек имаја голему пасија према спорт, многу те е влекло. Да. И тоа е било убава работа. Да спортуваш. У тоа време па и денеска. Да. И овој прилику било би добро да ги спомнеме и други професори кои се били од гимназија, тоа се плејада на педагози кои су исфрлиле многу генерација на успешни луѓе од гимназија. Да. Еве, по физику предаваја Кукац. Кукац, да. Биологија Кице. Кице, да. Душка Македонски. Душка. Чевла Војо математику. Бизе предаваја. Бизеп хемију предаваше, да. ми беше и ментор, имаше матурску хемију. И после Трајан поото општо техничко образование. Свирац ми предаваше, и он е жив, изгледа од ретки, филозофију. Физичко? Физичко ми предаваше, Оцко не ми предаваше, кој ми предаваше? Оцко беше професор. Не, Свето Аврам. Свето Аврам да не е бие. Свето Аврам, мислам дека Оцко ми беше предаваше, баш као онта со статка ми се знаеш и он Шварц. Оцко иначе да кажеме бие познат гимнастичар, да. Да. И такој да многу смо имале респект према свите професори, макар што ја не викам тага беше посветен у тие години. Кошаку, тренирање, тага тренирашме Соколану, Душко Бобине тренираше, док не се испокарава после. Од тога имаше у тој генерацију со Срđan Јанковиќ Босанац, Чачиќ, Драган Јовановски Мачка, Борка Марковски, са доктор што после бина, па Кире Доцевски, Чедомир Розевиќ, Чедомир Петровски Пироќанац. Кој да не бие и Манц, доктор да не бие. Манц, доктор Манц. Да не го забравиме ние. Фриц, да, Оливер Фриц. Оливер Фриц, он тренираше, така да сви тренирасмо, али од 72 годину, кад требаше Куманово да иде на припреме у Омиш, ја, Чедомир Розевиќ и Чедомир Петровски улазнам у првки, идемо на припреме у Омиш с прва екипа и тоа е било на нас. Друго година гимназија улазаше у прва екипа. Али многу е битно да кажеме еве за тој успешен дел од твој живот, од твој приказно, како Трајко се запиша у кошарку, дали по некој те открие или ти само иницијативно се отише и кажаја си ке тренирам кошарку? Па добро, ми смо комуницирале што смо играле баскет. Пратиле сте го работа, да? Да, и сега, например, нормално е друго е да тренираш, да играш у Домјан на Арм, а друго е да идеш у Соколану, баш ка Соколана, ја као дете сам бие на тие турнири. И тоа е за мене било доживљај. И замисли после, дојде време, ја да тренирам, па и после и да играм. И само тај чинjenica е терало да играмо, знаеш, идем на тренинг. Не да играм баскет, нели? И така така, стварно Соколана била, да не кажем каква е била, не е у некој посебна ситуација, али се знало дека само тренирање и играње е било доживно. Али тоа е било голема спортска историја на Куманово. Па, сигурно. Знаемо кој не доаѓаја од Мишовиќ, Радмило, од Цветковиќ, од Славниќа. Сви легенде. Легенде, Капиџиќа. И тоа е, само да ги видиш, доволно било. Да. А камо ли после да играш ти у тој салу, каде што играле со легенде. Сами утакмици со Колано се биле доживе, така не имало трибине, него отстрано по крајот линију и горе на балкон. Горе на публика. И веројатно ти како млад човек си има инспирацију да играш, да даеш максимум, jer тој се чекало с душу да отидеш ти на утакмица. Па сигурно. Тоа е кога ќе отидеш тамо, ја немаше среќу да играм дугачко у прва екипа, пошто после годину и кусур деси ми се
играше за Куманово, ќе кажу, после ќе ги кажу свите, Миле Штипјанац Сор, Миле Петковски, на загревање рипни ми скок на колено и повреду менискус одола. И тога, тако да некој начин, тој го определи мој дали живот да не иду у спорт, го после отиде у по корови, по октет, пошто тој време не се водеше, доктор Батони беше доктор у кошарку, Дашто председник, доктор беше ни на клуб, ама тога не се водеше брига, например, да те он после повреду однесе, како се што правив, па он на прегледи и подхитна операција да се изврши за да се ти вратиш на спорт. Тога беше јас сам кој да иду на доктора, па тие шокови, електрошокови, па мируеш и пројде ти колено, пројде ти нога, али ти, ако не го оперираш колено, не можеш после максимално да го оптеретуеш, да играш, да не кажу, кошарку професионално или активно. Така да ја, после годину и кусур, пројде ми нога, као, окей, сам иду на утакмицу и на полувреме Рацо, како си, бе, река, добар сам? Како ти нога добар? Ќе дојдеш да тренираш? Да дојду, вика. И иду ја еден тренинг, друг, трети тренинг, шпинтеви, колено ми попушти. Значи, не можеш ти, ако не ga средиш како што валја, не можеш да се бавиш со спорт интензивно. После ја не сам имаја, при ден денес каја спортую, движу се, ама знам дека ако 2-3 сата иду, после морам 3-4 сата да одмору, пошто да се рестартира колено. Пошто не ми е на време тој до крај санирано, да кажу. И тако Еве, да... треко ми овој прилику ќе покажемо, ова е твоја генерација, ту има и постари, и искусни играчи, заслужни људи за кумановску кошарку, по овој прилику да ги кажемо кои се. Па еве га Миле Џое, Тони Просеник, Мирослав, Миле Манте, Ќосо Караџинац, еве га ова е Чедомир Петровски, еве га Миле Петковски Штипјанац што играше за Куманово, тога и он страну, Орозови Чедомир, нажалост покојни, и Коле Оџа кој е сега на Нов Зеланд и јас сум Трајко Персевски. Тој беше тај екипа. Значи, оваа екипа е била спојна искуство и младост. Да, ми сме биле тројца помлади, што улегнавам у прва екипа, овие су биле по тако за нас. Да. Ептен, Оџа, Миле Џое, ова Џое беше веќе највозрасан, као Џое бија најстар. И така да они су биле за респект. Фактички ти си како млад кошаркар учио си помалку. А сигурно. И така да и тој време и немаше толку високи. Јас сам со 88, метар 88 бија трети играч у екипу. Да. Играја сам пост центра со метар 88. Треко, која е била тега прва петорка кај што играли утакмици, ева е? Па добро играше Тони Просеник, Џое, Коле Оџа и Штипјанац, и онда се менјаше и Манте и доваѓаше, па зависи од противника игра дали игра Па ти си играе, па и Ќосо, Па добро, ми се. као замена на центар, па да одморим, па тоа прости така. Јас сам бија 6-7 играч нормално. И млад сам бија и они су поискусни и сад. Да, од овие играчи Просеник у Словенија, он таму живе у Љубјану, колку што јас знам. Да. Ќосо едно време беше у Ниш, сега мислам дека е у Лесковац или обратно, не знам. Коле кажати у Нов Зеланд, така да сви су раштракани. Џое е покојни, Џое е нажалост. покојни, да. Да. И Орозовиќ. Миле Стор живе у Скопје. Да. А Орозовиќ е покојни, нажалост. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know
Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Да, Колеги. кои се биле још овдека други играчи резерве, да не е биел тој Кире Доцевски, да не е биел во Па екипа? не, тага дојде некој си конфликт, не знам, меѓу Душка Боцевскога и Куманово. Мисли, Душко Ивановски. Душко Ивановски, да. Боби га вика се. И дали се с Нините и они тага формираваат другу екипу КСК. Значи, две екипи Паралелно. имало. Ми бемо Куманово, они беше КСК и онда дојде до тој издвојување, отидева Драган Мачка, Кире Доцевски, отидева од младинско екипу на Куманово, отидева да играв за КСК. И нормално сега, свак си бира. Ви сте играле тега у Македонско лигу. Да. Какви сте резултати имале од прилики? Па добро, не смо биле први, али не смо биле ни слаби, така да увек смо биле туј на средину, мислим, и тоа е било Да. догаѓање. Така почнава веќе на некој начин да се инвестира, еве ни уведе на некој начин као додатци, као стипендију да не стимулира без разлика. Некои бонуси, да. Бонуси, па еве те Штипјанац не е дошол Куманов да игра заради Без пари, лепота. Така да они су имале нормално, мене ми било доживља само што играм за Куманово. Нормално ако ти даде нешто месечно како џепарац, тоа е било плюс, али доволно да се појавиш на екипе, па путуеш, идеш у Тетово, те у Гостивар сме играле, у Чаир, и у Битола сме ишле, така да само дружба со тие кошакаши и такмичење е било за мене догаѓање. И да кажемо дека у овој екипу е било големо другарство. Да. Поштовање. Па еве, ја и се сколета оđe дружејќи, веќе моја генерација не сам се дружија каде. Јас се дружеше с Колета Оđu, с Меду, с тие, постари од мене 4 години покрај кошако. Па на некој начин и овие моја генерација ме сваќаше као овој с постари се дружи покрај кошако, сто нон-стоп си на тренинг и нормално поише се дружиш, имаш поише заеднички работи, преокупации. Така е. А у школа тековно идеш, нормално, тоа е школа. Ајде да кажемо управо кои се биле тега на клуб. Па тога управо беа, сеќам се, беше у Омишка бемо Нини тренер, а Рацо беше као кондициони, Цаце, наравно одношно работеше. Младеновски Цаце, Младеновски, Апо, Крстевска, после У Штип сега он живе У Апо. Штип тамо живе. И, овај изгорен, како му имаше? Да не е бија председник на клуб на Џојата Татко Стојан. Не, на председник беше на клуб, беше Дашто. Дашто е бија. Дашто беше и од тога. И Даштон после направи, после да не кажу колку години направи, он кад беше директор на болницу и председник на клуб кошакашки, 2000 годину ја да иду директор у спортску сала. Ради негови, да кажем, потреби, не толку Али ќе дојдемо до тој. Да. Трајко ти завршуваш гимназију и идеш дале. Иду дале, успевам да се одбрану да не иду на медицину, пошто нашиот братуче до Скопје, постар 5 години, доктор, анестезиолог, и сви као он исто им братуче, 2 сестри па треќ, и ја 3 сестри по четврти, као покушава сва да иду, ја успеа да не иду на медицину и отиде си на гимназију во математички смер и убаво си тераше.
не сам имаја сама мисла на медицину, на инјекцiju, не се мога да замислу, а треба да дојде јутре да лечу некој или да боцкам. И сега тој реално, имаш одбојност према тој, не треба да посветиш живот на тој. Така е. И сега не. И свак не е могаја. Па не е мога, треба реално да сватиш. Не се татко ти вика биди доктор, ја ќе биду доктор. Али стара пословица вика од трајков живот. Еве и деца кад ги усмеруваме и вика никад на дете не може да вршиш притисак, мора да бидеш пример карикираме економиста, а он сака да биде архитекта. Фала Што сака нека учи дете, тој е негов избор и боле резултати ќе има живот. Ама ти, еве, ја, например, спортувајќи у тие млади години, имаме ја два сина, Филип и Жарко, они још мали години и да спортуе и кошарку, пионерску и младинску Жарко и носи смо ги на језици, на енглески, мора да ги активираш, да ги тераш, да се посетив и на спорт, и на учење, за да јутре се најде в себе си. Така е. Пошто он, ако нема тие обврски, он ќе почне да прави глупости. Нема што да прави, onda кај ќе правимо, да се истакнемо на погрешен пут. И така да, они, например, питање е, свак нема, не можеш ти да му садиш на дете ти како што мислиш. Твое е да му пружиш услови. И онда си сами избере. И онда си избере. Сега, некој едно ќе учи, некој повише, па и зависи, треба, јас сам имаја на не кажу фамилиарни, да ga лимитираш дете, да од 10 работе што сака, да не му дадеш свите 10. Да кажеш, овој може, овој не можемо или не треба. Да знае дека има лимит за одредени работи. И сега, ако искача он у град, не треба да му дадеш 100 денара, ама треба да му дадеш 500-600, а не да му дадеш 2000. Пошто он се тие пари ќе прави јутре глупости, да се експонира и после зашто отишao со па отишao ти си му пружија услови. Нормално треба да го пратиш, ама не можеш си да го пратиш нон-стоп, он порасне, ама треба да му нон-стоп збориш. Пази овој, прати ga и онда деца со наш резултат. Никој вика бе овој кој би наја. А ти ако оно прати, ти како се понашаш? И психолози, и педагози, постручни луѓи вика дека мора да се разговара с деца. Нон-стоп. А не сега вика пуно пути еве седев луѓе и збори, знаеш, и вика остави ga дете денеска е модерно време, демократија, нека иде не свугде, нека се пробива што сака, нека прави тој смисол. Меѓутоа не е така. Треба да имаш контролу на дете, да разговараш и да му даваш правац, што викаш ти, што е добро, а што е лошо. Ти му даваш. Е многу слобода, вика, може да се злоупотреби, не мора, али нема правило. Чисто да му кажеш и да му кажеш стално. Па они се забрави во одреден период, па малку ga притегнеш на некој начин, што ти кажа. Да. Ама нема ама. Тој, кој не треба. И сега он пае до njega и тој на оден пут не може да се каже ќе пресече нешто. Али доволно е што кад спортуе он, троши енергију, па иде на енглески, па тамо ангажира се и он нема толку и за сака да прави глупости, нема време. Да. И он е посветен на нешто и после си најде он. Дали ни не мора да му правиме ја вештачку, да не кажу, да он мисли да ќе биде посебно кошакар или посебно нешто. Он важно да спортуе, а ќе се најде оној што може и што сака. Да. Па крајем крајот спортување е добро за здравје. Дали ќе биде успешен, тоа е друго питање. Тој си е. Али физичка активност придонася за здравје на човека. Еве, ја, например, тој га зборимо, у Скопје, спомнам, отиде после гимназију на економски факултет и прву годину нормално. Да се уклопиш у нову средину, прва година, друга и веќе другу годину ја кад запиша, веќе гледам нешто ми фалеше да се нешто баву, па дружеше се со скопјани и мене те братучет Скопје, он поеше у Мирчацев и а знаеме дека Кумано поеше по хорови, по основно средини, што не дадеш да поеш у Мирчацев? А бе викам, не знам дали можу да поју Мирчацев, академски хор. И дојде бе вика, ќе правиш, ќе те проба, ако си добар, ќе те... Тако е, И те беше Томислав Шопова, диригент, и Александар Лековски. И на клавир, ајде да те видимо, бам.
горе, доле, горе. Може, вика, добар баритон можеш да бидеш, али треба да вежбаш. И така да ја почну да иду Мирча Ацев хор, ми тега пробуе смо у 25. мај. И ја беше меѓу млади, само дружење с тие академски хор имаше 18 душе, тоа све млади, да не кажу, еве на Трајка Прокопиева, Зоран Штрк. Све на некои познати и експонирани луѓе, тамо не пое да не кажу било кој. И сви су дружиле су се, а хоре бие Мирчацев како представник на Македонија за сви работе. И смо Да, појале он е бил некој репер, да. репер. Треко ти факултет запишуваш ли? Да, економски. Економски и си веројатно како студент живеа таму и си путувае. Па нон-стоп. Ја не сам мислија ни да се враќам. И така да... Там си живеа у Скопје како студент у... Кој студент? Прво сам месец-два у Драго Божино илегалас беше, немаше стову. Па прв ми беше стан у Козле. Козле, да. У Козле, у куќу приватно, дом. И после си имаше према прилику. Треќу годину у центар студентски дом седеше, како се викаше, не стимнално на сам плоштад, голем тој студентски дом. А после четврту годину седеше у Гоце Делче горе. У Карпуш 4 што беше, така да сам менјаја, а пуно сам седеја на огњен прицу кисело воду, имаше мансарду. Куќата е на трети спрат и најгоре, и тамо бева ми газда Ице и овој другар му, они учествува у гимназију, а ја беше друго година факултет трето, и за нима беше репер ја као студент, па се дружеше, па гледа со они девојке. Хари Косто, што би напосле газда на комерцијално и премиер. Да. Он се с тога газдо мојега Ицета дружества, ме викаше триле. Дојде они и гледа у мене, ја горе, еве студент, па друштво, па... Али во случај студентски донови се едно најбај од живот. Сигурно. Еве, мислех, не знам дека дали имамо некои фотографија. Еве, ово е... Не, тоа е веќе с Мирча Ацев, тоа е. Да, с Мирча Ацев хор, пошто го спомнамо, еве, да го допунимо со слику. Прв наступ ми е бија с Мирча Ацев, овдека ова е наступ, 76-ту годину, тоа е наступ на Филозофски факултет со 9-ту симфонију на Бетовен. Мирча Ацев наступи, тоа е Раде од Октет Македонија после поеше соло партију, и Александар Лековски беше диригент, и така за мене беше доживе. Ја 3 месеца пред тоа почна да поју Мирча Ацев и појамо 9-ту симфонију на Бетовен, на Филозофски факултет. За мене нешто е значило. Тоа е било 76-ту. После е било догаѓа 77-му годину, Мирча Ацев, по повод 40 години на доаѓање на Тито на чело на партија, има у Дом синдикатот Београд централна свечаност. Он Јованка, Мика Шпилјак беше члан на председништво или што беше, главан тамо. Од сваку републику имаше по еден хор, од Македонија Мирча Ацев, Лола Рибар Београд, Горан Ковачич Загреб, Станко Драгоевиќ Титоград, Колегиум музикум Приштина, од сваку републику по еден хор и по 2-3 најпознати глумци, и бемо у Београд, сместимо се у хотел Славију, двокреветну собу, а у Дом синдиката беше тој централна свечаност, концерт, тој уживо, викаше тој Душан Беловиќ режисер, на пробу доваѓамо нормално многу луѓе, многу хорови. Ко закасни секунд, закасни е вечност. Така догаѓа, така да тоа е, така ми оставило трагу, мислим. А ти се каја да поеш као добар баритон, спомнага Бетовена, тој бија после Штраус, Моцарт. Ми смо така, на Тито поема македонско оро со Тодор Скаловски, нормално као представници од Македонија. И плюс у одење македонско оро идемо и скачамо на сцену и поемо. Пред, кажу, туја свиту. И многу народ имao. Да, и не смеш да каже ти не с прсти, не с овој, оди убаво. Еве ше една слика, реко. Тоа е било ствари у Београд, кад смо паузу смо се сликале. У Београд кад бемо. И така да
Тоа е 77 годину. 78 годину идемо у Румунiju, дани на југославенске култури у Румунiju, покровители Титови Чаушеску. Па идемо правимо концерт Баја Маре, Сату Маре, Темишвар и Букуреш. Значи, така ми смо биле Југославија за Румунија, они беа многу лоша ситуација. Ми беа као американци за нима, и кој ни гледа са. Сега, тоа е 78, а мене ми е многу важно било 80 година, јас сам си тоа цело време веќе полак иду на крај на студија, ама ми беше многу у Скопје. Не сам се брзаја. Да. И 80 годину ми треба да поедемо на дани на Кирил Методи у Рим и идемо на 3 мај, идемо с автобус преко Стар Чакор, па Титоград и треба до Барбари траект и да идемо во Румунiju и застануваме у Титоград да се одморимо, пауза, демек, да одморимо и јавljani од Скопје дека Тито е починаја. Матеја Матевски беше тага југославенски за културни односи с јавност беше главан. И сега кажавани на тие воѓе и на диригенти, не мрдете, нити смеја да каже да те врати, пошто таа нова ситуација, Тито умре, нити ти смеја да идеш дале. Чекале смо 7 сата, Тито Цела Југославија така е жалила. да, жалила и не знаат како да се понаша. И на крај кажа, идеш живот дале, нели ипак, Така е. идете дале тамо, нема што може да сменимо и отидемо си, имао си концерт. Тоа е било за 3 мај, после концерт беше 4 и 5 да се вратимо и тоа беше многу интересно. Тоа е 80 година. После у септември месец иде смо турнеју у Енглеско на светски тој фестивал хорски. За хорови у Мидлсбро. И тако да ми цел август смо ишле на пробу, ја беше сместен у Гоце Делчев, сваки да на пробу да се спремамо за такмичење и идемо у септември. Нас хористи не сместива тамо место мало у Енглеско до Мидлсбро, у Нјумаркс. И у фамилија не сместе. Ја беше у фамилија едно, други хористи и тако да има, не знам дали го имате слика кој што спортуемо. Еве тој, еве ga Миленко Неделкос и он поеше многу добар бас. Да. Па Владо Трактор, па Зоран Хаджи Николов, он мој другар и отиде 90 година во Австралија живи. Па овој стар Боби, така да ми смо као певачи на Мирчацев играле с певачи од Нјумаркс тамо на Трау, надпревари. Тоа е доживљај. Испунето. И што се дешава? Враќамо се од Енглеску и ја гледам још три испита или још колку имам, време е да завршувам више. Пошто веќе 25 години и ја имаше си го тој мансарду нон-стоп у Скопје, тамо живеше. И не може да учу тамо. Сам си, лети ти памет. И отиду да учу до зграда голема и на први спрат имаше као читална и библиотека. И убава тишина тамо и да сакаш да збориш, не смееш да збориш. И јас си решил, за да се концентрирам, отиду си сабајле у 8 сат, улегну си нутра, учу сат и пол колку може, имам концентрацију, па си искочу на доручак, паузу 1 сат, па се вратуваш 1 сат, колку можеш, не можеш ти цел дан да учиш. И у тој искачање на паузу, на улицу, каде тамо, на улицу ме заставља 2-3 оде тао и вика, дечко, таква и таква работа, вика, снима се филм некој, треба ни статисти. И случајно биднујата. Да, бидна тај приказка и ја га гледам, викам, абе дете, да не ме зафркаваш ти, нели, овие другари скопски да не се пуштиле. Ја нешто, помалку по хорови, ама викам, ја немам врску с глуму. Не, вика, ради браду, така немаше брадати. Тамо, Бановиќ Стракиња се снима филм, еве сам ја тој као син на Југ Богдана, кој га глуми Герт Фребе, па син му Франко Неро, па Раде Шербеџи, па Драган Николиќ, па на Франка Нера тај девојка Либереница, Сања Веноvić, ова Хрватица, Коле Ангеловски глумац, он играше тој филм и режисер беше Ватрослав Мимица, така да Еве овајста слика. Да, еве го слика, еве га Душко Ѓорѓиевски туј, еве сам ја. Да. Пуно глумци и режисери ги беше предизвик да статирамо тој филм.
пошто беше тој копродукција Јадран филм, Загреб, Авала, Београдски и западно-германска. Имаше големи финансии. И тој дешава се, мене ми вика, абе добро, нема врско, ти ако немаш врско, ако неќеш, четвртак беше, од суботу дојди у Вардар филм, тук каде е парк, Александар Ѓурчинов, режисера, он е одговора, и ако сакаш дојди. И јас сега више, у главу више, а не може да учу више. Таква шанса с такви глумци, ја и да не отиду тамо, ише не може да учу, и отиду тамо, и прво они ме види големога, да знаеш да јаваш коња, бе, викам, не бе, у животу не сам гледал. Па добро, вика, тамо у понеделник идемо автобус сви тие статисти, на Маврово ќе бидеме сместени у хотел Бистро, и тамо гледаш га на доручак Франко Неро, Герстребе, Шербеджија, тај Сања Веновиќ. Ново искуство тоа за вас. Ново искуство, а ми статисти и сабаје видиш на диспозицију на тамо Трајко Крстински ќе биде тој. Иде у гардеробу да се облече, тако е.
И еве, Траго, од увек си како млад човек и од денешно време, сакај си да носиш браду, облека се едно јакно. Да, таа јакна после снимање на филм, така скупа, али за мене после тие хонорари, како садиста, ја купу Малко се дотерате. Па дотерамо се и ја не сум ни знаел колку имам таа джепарас, не е било интересно. И тако и да, деси се, тоа е било октомври-ноември 80 годину, ми идемо у март месец доаѓа филм у Скопје да се у кинокултуру. И гледам на тој слику, реклама која што иде за филм. Јас сум до Герц Фребета као син Ју Богданов. Франко Неро ќе увади очи на Сању Венојќ и тоа е како реклама. И ја гледам и после другари скопјани, ја се дружа се со скопјани, двојца Тодор Скалско син Денко, Зоран Хаджинколов, а овие други другари скопјани други. И викам сега ќе ги викну као идемо низ град, ај да видиме што има филмови. И они, ај, Франко Неро, филм бе, викам, каков филм е тој бе? И викам, абе, ова е личи на тебе. Абе, откуде па ја викам у филм? Кумановац, ти лъжеш. Нека мислим, да. Откуде? Тако е, викам, ми кумановци сме многу јаки. Така успешен приказ во ваш живот исто е Октет Куманово. Да. Музички бренд на наш град со години. Да. Ти си бија члан на тие Од почеток. успешни луѓе. Ми во прилику ќе покажеме на фотографiju, а редно е да ги спомнеме овие луѓе свите. Да. Ево, ово е наш чувени Октет Куманово. Тоа е на Охридски староградски средбен, мислам дека е прв наступ 84-ту. Перица Петар Николовски, Паскал Насковски, учител покојни е, онда Кира Пачковски, он е покојни, и овдека е Славчо, доктор Алексиевски, онда Нино Величковски, баритонија, и онда Павле Илиевски, бас и Моцо, Да. он е бас. А овдека сте с супруге? Mi smo se družile, da kažem, na par meseci, svi su i pokojni Mićo, normalno kao maestro, on beše i maestro i kad neko od nas bilo koji razlozi ne može da se pojavi na televiziju, on beše kao 8. član, pošto oktete ne može da sa 7 duše, mnogo retko smo nastupali. I družile smo se, na neko način, smo se vadile sa žene, ne idemo mi samo po snimanje i probe, nego da li u mesec, dva, sednemo sa žene na ručak, bilo kude, da li u Palaz, da li kude, ne je bitno. Družile smo se i tako da, mnogo smo dobro funkcionirale. A како Октет Куманово сте имале многу наступи, безброј да кажу, путувале сте и ван граница на Македонија, биле сте една компактна екипа и може да кажу многу сте дале за развој на музику Куманово. Преко своји наступи и преко афирмацiju на наш град. Да. Pa dobro, to je bilo mi prv, da ne kažu, počna na 19. septembri 83. godinu. En toga bemo prvi probe ide smo u nižu muzičku, pošto on Pavle беше Илиевски меѓу првите организатори и директор на музичку нижу Бранко, директор беше. И ќе правиме Октет, на конто тој Октет Македонија, пошто цел Октет Македонија се формира од постари чланови у Мирчацев. Ја беше присутен кога дојдева, нормално, ја нов, нема мене да ме бере и Кумановац, избрава се свите членови на Октет Македонија од Мирчацев. И ја, кога дојде да се формира Октет Куманово, још путуеше у Скопје у Мирчацев на пробе. Иако меѓувремено заврши економију и у Куманово почна да работу, ќе кажу после зашто сам се вратил у Куманово. Мораше, у Скопје тешко беше се наоѓаше работа и ја путуеше на пробу 2-3 пута неделно. Така пробуе смо музичку на стару автобуску станицу, музичку академија, има смо пробу. И јас се качу 6 на автобус, у среду и петак. У 7 сам на пробу, до 8:30 назад нишки автобус у Куманово. И малку, да не кажу заморна, например, проба. Напорно е било, И да. Павле Илиевски, комшија тој карши болницу и вика, бе, знаеме дека сам у Мирчаци, па што не дојдеш да ќе правиме Октет да поеш. И ја таман добро дојдено да не путуи, ајде викам ти пои Октет. И така да
сасвим случајно. Да, имале сте многу успеси. Да. У кратки црте, Трајко, Зашто први наступ ни беше од 19 септември, ми сме пробувале до 83 до 84 летоска, 3 пута неделно пробе за да наступаме на Охридски староградски средби. Значи колку сме пута пробувале, тоа е пак предизвик било за нас. сат и 15 минута збориме у кратки црте, работае си и приватно, и у водостопанство, и у спортску салу. Значи, бие си успешен човек, увек се тражија пут куде може да се најде себе. Да, да и да се докажеш, увек се Да, увек тражиме се да се човек бори докаже. за престиж да се Да. докаже. И имае си успешни епизоди, како што кажа, и у водостопанство, и у спортску салу, и после тоа идеш у пензију, али све тој ти останало у пријатно сеќање тоа што сега работае. Све тоа што сам работае, пошто нега спомнамо тексти промет, требаше Да. у Скопје да работи. Имаше мојега Бартучетко муж, директор на Интеримпекс, генерални. Ја мислеше ќе отиду кој njega, било што да ме запосли. Он те одбива. Он ме одбива и он кад не може да ми заврши работу, а веќе у Скопје чека са скопјани по 2 години работа. Ја викам морам да се врату, а у Куманово немаше економисти. Ми на биро бемо тега Лиле Патлиџанка, покојна е сега, и ја едино на биро економисти. И сам морае да бирам ФЗЦ како тешти промет, комерцијала, плоштад, па рел, добри плате и башка центар. И иако сам бија едини на биро, тага е била ипак комунизам, јас сам морае да се прилагоди у дадена ситуација. Иако се ми маја ургенција, да не кажу, преко Грклу, јас сам на Шварца син, па сам бија на разговори у тексти промет, и на крај искочи да господин директор у тексти промет ми каже на тога, он е добар дечко, ама мора да избричи брадо ако сака да работи у тексти промет. И ти го избричиш, браво. И ја го избричу брадо и после татко ми кажи колку пари да избричиш брадо, ја на татка ми сам га одбија да кажу, али овдека ситуација реална, и избричу брадо и иду у понеделник да не кажу у теси промет без никакво најаво и они си викаат ај честитамо ти. И поента е било тој време тексти промет е било ми сме мислиле до пенсија ќе работиме. Пошто јас се запослив 81 март, ми у 11 ноември отвориме во Суму. Цело тој текст промет. И така да, ми сме мислиле дека цел живот ќе работиме, али после 90 годину кажава држава, трговски куќи и дефаут. И јас сам ограја, после да не кажу видиш дека не можеш да земаш плату, па си направи моја фирма, па продолжи и така да работеше. Тоа што сам работаја у текстил промет, ама идеше си у приватно, по фирме, нудеше ги тие робе што друг не може. Примерно, иду Евана, нуду ги робу, ако се они јави во Скопје да земе, морав да платјав авансно. Ја ги нуду компензацију за струју. И за нима прифатливо. И така да, после тој си работуја и 2000 година се дешава дашто на место на спортска сала и деца ми беа тинеџери, тренирасва кошаку, ради нима префати. Па после се дешава со спортску салу, имаше концесија 20 години, мога сам да бидам 20 години директор, али дешава се тој со Америку 2001 година со Куле, да требаше Брајан Руд да дојде на паркинг, да биде паркинг каде спортску салу, дава сва 150.000 денара, значи целу плату. И све договорено с американци, с тој да ми даде аванс 3 плате, да ја изграду тој и да обезбеду плату на вработени и дешава се тие куле близнакиња. И ја викам дека не ми е дадено и викам прву прилику ја ќе си дотуе. И дешава се тој 12 јуни има проблеми во водостопанство, тап, викаме да биду директор и ја иду каде директора у Скопје на Сале, Маријан Огњановски и Бане кажава ќе биде директор место мене и му кажују на тога, знаеш што ја ќе иду вамо и он ми вика, бе, ти си луд. Сега сала функционира, зимате редовно плату, не е како порано, концесiju имаш, не може никој да те смени 20 години. Не, батка, не ми е дадено, ја иду дале и иду у фирму водостопанство кој што нема плате 5 дадена. Така е. После конфликт са систерани 12 души албанци и си вика, бе, ти пред избори 3 месеца.
добро, али јас као предизвик сам го тој светиња и да не кажу тој како било мое животно искуство, кое да го гледаш на филм, ќе кажеш немогуќе. Пошто ја прв ден доаѓам водостопанство и доаѓа делегација од Липково до Баксинци, од ОПЕ, пошто имам и 12 души истерани албанци, што правимо, како правимо, плате нема, 5 плате. И дешава се, така среќа влада донесе одлуку да кој не е сгрешен бие многу од албанци, може да ги врату. И јас си направил математику, немам паре фирма, али кога имам паре, од тие стражари на бране, па што работио албанци, и ја ги поделу некои 3 групи, на некои само пиом, на други плате, на трети не треба ни да ги вратам четворица. Место ако не ги врату, нима треба да врату и ги врату, ја тога ги купу браќа албанци и Така е. после било е лоша ситуација после конфликт. Водоснабдување нема. Станко Ќурич, директор водот, не плаќа. И едино е шанса било да дам плату у пескару Шупли-Камен, знае радници, каде што се песак зимаја кој како сакаја, у тие времења, а ја не се имаја шансу да дам плату на 169 радника од никога. Едино пескару да го стегнемо, да нема чоркање и кад почне да ставу си контролори надвор од системот Шупли-Камен и почне да доаѓа пари по 300.000 дневно 400. И ја да кажам на неделни основа по едно плато сме земале од никаква помош, него само од работу, од Во радници. свак случај, успешна приказна. Да. Еве, мора да го финишираме разговорот, реко. Драг момент у живот е венчање с твој супругу. Да, тоа е било 86-ту Мора година. да кажеме дека е битолчанка, така ли? Битолчанка, тоа е било 86-ту годину, 15 март. Требаше ми 85-ту да се земам. Свадба е било у Кубу. Свадба е било у Кубу на 15 март, на 22 март идемо младенци, тако и пошто го одложимо свадбу, да завршимо работу. Свадба 15 и 22 младенци идемо на Малту на свадбен пут тој Она време. се вика Жанета. Жанета Крстевска, невропсихијатар, још работи. Успешна жена, докажена во своја работу. У струку, да. И најголема гордост на родители, најголем понос да кажу, свак родител Да. живи за своји деца. Еве ги твои две прекрасни деца. Да, тоа е слика Како од се вика они? Ова е Филип Помал, ова е слика од слевење на Матурско у Ловачки горе, у ФЗЦ. Позаца. Тамо, он беше матуран, а Жарко он е 17 месеца постаро. Он е 88 е Филип, 3 март, а Жарко е 4 март, а Жарко е 3 август 88. И така да они су моје огледало, да кажу, и разлог за да живиш со деца. И имаја сам и јас среќу с нима, они треба да каже дали се с мене се мале. И голем поздрав до нима. Да, и така да они су у Скопје живеат сега, да не каже успешни су. Малиот Филип има си маркетинг агенцију, оженети су и двојца. Филип оженет с глумицу Бладанку Крстевску, водителку колешку твој од Качамак. И заедно и работи нормално. Телевизија е многу важна, нарочито маркетинг фирме. Така е да се допунуе. Жарко има си IQ Академија Жарко Скопје, кој што дава сертификат лондонски, тоа е многу актуелно данаска. Ти, например, завршиш Академију IQ и добиеш сертификат лондонски. И пуно македонци од цел свет јавljав се, завршив и со студиплому можеш да работиш ни цел свет. И така да има он жену Мери Кокотова, она е Штипјанка, татко е бија приватна телевизија, може да се чули, Кокотов беше своевремено, и она има фирму за вештачку интелигенција, надопунуев се пуно. И тоа е многу важно, кад брачни заеднице Да се допунуе. допунуев се и така да функционирамо. Имаше ја не проблеми, него пред 10-15 години, кад беше актуелно Афганистан, малиот идемо во Афганистан, зашто да живееме у Скопје? И ми со жену нормално соберемо се, у Скопје ги земемо. Еден стан, ама двојца синови, па ја имаше некој стан туја што го ренташе, па зему продам, па земемо у исту зграду на деца, по едно станче, 55 квадрата, и така да, за да не идев ни у Афганистан, ни да идев по Америке, по овој, по намо,
Они su u Skopje. Oni se stanavaju, tu su uspešni ljudi. Da. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Puno pozdrav do tvojih djeca, Trajko. Hvala. Da imam naprednicu na svakom polju u život. Imamo unuka Žana, Njegov samo da ne obavezno da ga zabrao. pozdravimo, Da, zašto obavezno. unuke se naljuti i vide problemi posle. Hvala ti što беше mnogo gost i посекуј на тебе и на твоја фамилија многу успех дали во живот и да се видиме другу прилику па да збориме за Куманово. Hvala na poklonu, hvala za sve. Pozdrav. Уште еден пат, толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и посекуј се најбољи.